Кинеските компании имаат фабрики во Мичиген со децении, главно во автомобилската индустрија. Обртот е милиарди долари, но и илјадници работни места според Корпорацијата за економски развој на Мичиген. Не се очекуваше да биде толку контроверзна најавата дека Готион, подружница на кинеска компанија, ќе гради фабрика во Green Charter Township за клучни делови за акумулаторите за електрични возила и да ги обезбеди многу потребните работни места. Но зголемените тензии на Вашингтон со Пекинг и инцидентите како неодамнешното соборување на кинески шпионски балони над САД поттикна многу граѓани да кренат глас против договорот. Джейсон Круз, локален жител, вели дека е загрижен поради кинеското шпионирање на воена обука на САД која што се одвива во близина. Имате воена база за обука во која ги обучуваме тајванските војници на не повеќе од 100 мили од тука. Тајван, самоуправен остров во близина на брегот на Кина, е територија што Пекинг ја смета за своја. Тоа го загрижува Кели Каушвеј. Но не само тоа. Постои загриженост за животната средина. Тука е поврзаноста со Кинеската комунистичка партија. Чак Телем, подпредседател на Готион за операциите во Северна Америка, на јавен состанок рече дека нема да има кинеско присуство во фабриката и нема да има никакво влијание врз животната средина. Но тоа не е доволно убедително за Кори Рибоу. Дури да е американска компанија, не сакам да живеам толку блиску до фабрика. Готион не одговори на барањето на Гласот за Америка за коментар. Джим Чепмен е представник од градските власти. Вели дека разбира дека луѓето не сакаат да видат фабрика среде обработливо земјиште, но го потенцира локалниот поврат на инвестицијата како што е изградба на фабрика вредна над 2 милиарди долари. Тие најавија 2,3 милиарди долари и 2350 нови работни места. Парите ќе бидат потрошени овде. Тој предупредува да не се отфрли проектот за фабриката на Готион, откако Мичиген додели стимулативен пакет од 715 милиони американски долари и општината го одобри претходно овој месец. Ќе поминат уште 20 години пред некој друг да сака да инвестира во нашата заедница. Зошто би ги потрошиле сите пари, сето време, за да дојдат овде, кога последните инвеститори биле одбиени? Нема да дојдат. Доколку помине и анализата за заштита на животната средина, Чепмен рече дека Готион би можел да започне со изградба на фабриката следната година и со производство за 2 години.